Почитувани добро вечер, вечерва во став гостува господинот Нино Величковски. Добро вечер и ви благодарам на одвоеното време. Добро вечер, благодарам на поканата. Како сте? Ви благодарам на прашањето, со гости и соговорници како вас секогаш одлично. 40 годишната музичка кариера ја одбележавте со голем концерт во Центарот за култура. Публиката имаше можност да биде дел од еден невообичаен, интересен почеток на концерт со рецитал на кумановски дијалект, пошто се реда хитовите. Со ова уште еднаш докажавте дека сте оригинален, уникатен, со препознатлив начин на интерпретација и стил на пејач. 20 дена по концертот, какви се вашите впечатоци од таа вечер? Веднаш после концертот знам дека изјавивте дека таа вечер ќе ја помните довека. Па да, јас сум среќен човек, да ви кажам, од повеќе причини, бидејќи тука сум се родил, го сакам својот град. Се ова што на музички план сум направил, сигурно дека не сум можел да го направам сам, благодарејќи на се она што е логистика, отпочнувајќи од мојата фамилија, па се до оние луѓе кои ме поддржале, кои ја љубат и ја предпочитат мојата музика во сиве овие 40 години. Сметам од првата авторска песна која ми ја напиша господинот Миодраг Божиновски, Мичо, нашиот маестро, нашиот голем композитор, па се до 30 и кусурте години во Октетот Куманово и предходно 10 години пеење во сите скоро хорови во Куманово, што бе од гимназискиот преку камерниот до хорот при културно-уметничко друштво Илинден. Така да тој е еден музички багаж кој мене ме прави среќен и сум задоволен пред се од тоа на кој начин ми врати мојата драга не само кумановска публика, туку сите оние што беа дел од моето чествување по повод 40 години од мојот музички живот во нашата убава Македонија. Слободно може да се каже дека концертот беше еден спој на искуството, традицијата, младоста. Многу ваши колеги, пријатели од естрадата, како и легенди на македонската фолк песна, дојдоа заедно со вас во Куманово да го одбележат јубилејот. Концертот траеше повеќе од 3 часа. Може ли нешто повеќе околу сето она што се случуваше вечерта? Па да ви кажам, не може она што е 40 години да го стокмите, да го ставите во 3 сата или во... Чинам и не се лажам во тоа дека публиката да имаше 5 часа музика ќе останеше. Бидејќи направивме, многу прашуваат чио сценариот, чио е идејата. Јас тоа некако го презедов на себе и мислам, познавајќи се и себе и вкусот на публиката што таа сака, не само да се допаднам, едноставно да имам едно музичко доживување и да не биде тоа нешто пресликано, нешто да биде нешто инакво во мој стил, и затоа почнав, што вика мојот брат Перо Величковски, брехтовски, театарски. Јас сум работел во театар 13 години и сигурно дека сцената како искуство многу ми помогнала во она да ја почитувам прво сцената, нешто како свето, место, нешто како икона. Знаете, сцената е се. И музиката, ако вие и верувате, ќе ви верува и публиката, односно тие што сакаат да ве слушаат. Тој фидбек, тоа враќање, тоа јас го осетив во првите неколку стиха од рецитација на мојот голем пријател и кумашин, господин Младен Протиќ, кој ми напише и текст за стиховите, песма за Нину беше насловена, и за Македонија втората песна патриотска, која беше пандан, инспирирана од Кога падна на Пирина, и веќе тука се прескочи рампата, да условно кажано, која видите дека имате веднаш еден линк, еден спој со публиката која несебично ми возврати и не се штедеше со аплаузи, а мене срце како планина. Голем број пејачи беа на сцената, заедно со вас? Па да, јас не сум некој помодар да бирам сега у мода е тој пејач, јас само со тие луѓе со кои комуницирам, соработувам сиве овие години. Тоа не значи дека со другите не, значи со сите имам одлични релации во делот на Еснафот,
но неизбежни сум скоро преку 30 години со нашата прва дама во македонската естрада Виолета Томовска и од октетот и од моите први чекорења во музиката, значи Виолета Томовска, нашата Маргица Антевска, исто ја бројувам меѓу првите 3 дами на фолк музиката во Македонија и не само на фолк музиката, бидејќи таа почна со забавна и се уште пее, одлично пее. Значи на Маргица Антевска, Наум Петревски е неизбежен мој другар во Еснав од негде имали песна и пред тоа 90-тите години на Валандово, преку 35 години се дружиме. Перо Христов исто заради некои песни што мене извонредно ми се допаднале, од Нема живот Ангелино до Во црно вино утеха нема. Нормално е дека тие ми се меѓу првите и сега кога би имал шанса да направам втор, трет или пет концерт, сегаш би имал една екипа која би била добитна комбинација во дел на она што они можат да го пружат. Неизбежни се тука моите другари, верни другари во музика, групата Боеми. Александар и Дац едно освежување кои ме замолија, ми направија еден ремейк, едно враќање на Бабино девојче, која е едно освежување на музичката сцена со еден спот убав за Куманово. Направија одличен аранжман и ја прифатив и ми беше задоволство што они ми беа гости. Со уште ми фалиш нивна композиција и да не должам, значи тука беа уште наши тамбураши, комбинација од кумановските тамбураши и групата Табиет од Свети Николе. Прекрасна еден микс, едно музичко доживување, оркестарот Пријатели специјално направен за мене и мојот концерт со главниот шеф Дарко Илиевски, раководителот на националниот ансамбл Танец од Македонија, од Скопје. Покрај сето тоа, на концертот добивте и специјално признание за негување на тамбурашката песна од Светската тамбурашка асоциација. Очекувавте ли вакво признание од вашите гости од Србија? Од кога трае соработката со господинот председател на Светската тамбурашка асоциација и дали може би имате планови за некои заеднички проекти во иднина? Па да, ова ќе ми треба малку минутажа поголема за да кажам од кога тоа почна. Ништо тоа не е случајно, ништо не е преку ноќ направено. Со господинот Јован Јоцо Пејчиќ, доктор Јоцо Пејчиќ, се знам од далечната 2003-2004, за да го направат фестивалот прво во Дероње, големиот светски тамбурашки фестивал Тамбурица Фест, и потоа бидејќи капацитетите беа и нивните можности поголеми, да помине на Петроварадин во Нови Сад. Ние сме избратимени со Нови Сад и тој линк и музички, ако сакате, и на општествен план се преточи во едно одлично другарување музичко и не само музичко, и на стопански план, збратимени градови. Почнавме со тамбурашите, тој линк е од тамбурашкиот фестивал во Куманово. Така да прво бев подпредседател на Европскиот тамбурашки сојуз во седиште во Бања Лука и потоа се кооптиравме, односно кога се формираше Светската тамбурашка асоциација, ја бев член и се уште сум член и мене ми е гордост, навистина и сатисфакција што сум дел од Светскиот тамбурашки конгрес, односно асоциација, има и конгрес секоја година. Така да е големо признание тоа за мене и за се она што сум го направил во тамбурашката музика во сиве овие години, 19, следна година правиме 20 и со Господ напред меѓународен тамбурашки фестивал. Голема благодарност до Светската тамбурашка асоциација, до доктор Јован Пејчиќ и до сите следбеници, тие што ја почитуваат и сакаат не само мојата песна, говорам за македонската музика, бидејќи таму сум анимирал и сум предложил многу пејачи, тамбурашки групи кои биле во Нови Сад, представувале убавата македонска песна и се она што е убаво како музичко доживување од Македонија. На концертот на Видео Бим беа представени вашите музички почетоци, а публиката претходно во фоајето на Центарот за култура имаше можност да разгледа и дел од вашето музичко творештво на изложбата која што беше поставена во фоајето. Еве да ги подсетиме гледачите на вашите музички почетоци, првин со Октет Куманова, потоа и за вашата самостојна музичка кариера. Па вака, идејата беше моја да се она што го имаме како
запис, она што не се забележило, не се ни случило тоа, сигурно како новинари, како го знаете, и јас настојувам се она што го имам како запис, како аудио, визуелен запис и она што е од новините да го има, и дел од тоа што го имам го изложив. Навистина беа многу заинтересирани на почетокот на концертот. Дури ја бев затечен во делот на тоа, мислејќи дека тоа треба да има многу поголем материјал, но и тоа што беше навистина за да се види се она што сме работеле. И сега пак ќе кажам, почетоци, секој почеток нели е тежок. Јас не сум се надеал искрен да бидам дека ќе имам таков музички од на сиве овие години, но благодарејќи, пак ќе кажам, на Миодраг Божиновски, Мичо кој пејач ки ме открил од октетот, значи извади баритон, тоа не по налог, него едноставно виде дека можем јас како солист да направам и ми напиша песна далечната 83-та, 84-та, Кажи Милено душост, тоа беше мојата прва песна кога немаше ни Валандо, немаше фестивали, јас сум, да не кажам, предвестник или претеча на Валандовскиот и на сите други фестивали на новосоздадена музика. И тогаш, после Кажи Милено душе, и сега е веќе доста или песна за Ива, после Бабино девојче, Свирете ми тамбури, широко ми се отвораат портите на македонската фолк сцена. И ја тоа несебично и го сакам, условно го користам, затоа што знам дека музиката ми е се, дека може би не сум живеел од музиката, но сум живеел за музиката и тоа ми било предност. Споделувајќи многу часови музика со октет, преку 200 и кустур номери за македонската радиотелевизија, што е еден голем музички багаж и со тоа се гордијам, Куманов вика дичу се. Се што сме направиле со Октет Куманов, со Миодраг Мичо Божиновски, со моите драги колеги од Октет, и тука еве јас како едно, како викаат, фиданче, како ластарка, се вивнав во она што е, можеби тоа изгледаше започнато како авантура, но не, вистина ми се даде шанса, ја искористив и се нижеа фестивали, големи и мали, многу песни, многу ноќи непреспиени, но се во интерес на музиката. Сега кога ќе прелистувам, имав големи дилеми, да не кажам трилеми, во дел на избор на песни. Имам навистина многу голем број на песни и не ми се баш што не можам сите нормално да ги отпеам, минутажата не дозволуваше, па затоа на видео бим се обидов и песната со Мерима како дует, нешто што не можеше да реално да се изведе, и од други причини да ги ставам на видео бим, на едно подсетување, на враќање кон тие години кои навистина мене ми значеле на музички план, не само на мене, на сите тие што се занимаваат со музика. Ако немате минато, немате ни иднина музичка. Ги спомнавте фестивалите, многу наградени песни, многу признанија за вашата работа, но дали би можеле да издвоите некои од за вас позначени награди и настапи на некои од фестивалите? Па знаете како сега, кога ќе се книжи музичкиот живот, тоа на крај се прави некое салдо живот, нели музичко. Јас се уште ќе пеам и во песни, некои сум го кажал, песните се мои другари, не знам, песната ми е се, песната ми е живот, што е дел од мојата вистина, нели? Но за тоа што е или која е најдобрата песна, знаете, тоа е како со дечињата, не може да одвоите, но ќе се присетам на култната Бабино девојче 88 година, не зеде награда на Валандо, но беше меѓу 10 години најслушана песна. Тоа е голема сатисфакција. Видејќи ако се обнароди песната, вие сте успеале. Се случи после 2 години со Свирете ми тамбури. Еден композитор кој ќе направи за 2-3 години 3 хита. Беше тука и мојата Серенада која отпеа покојниот Гоце Николовски, но ја имам во репертуарија, имам пејано и со Октет, и сам, и со тамбураши. Многу ја условно популаризирав, многу ја пеев мојата Серенада. И сега, ако веќе Куманов си викав фалба ерѓа, јас сега да зборам награди колку, но сигурно дека ми се наградите се важни. Не би постоеле надпреварувачки карактер фестивали ако нема награди. Мислам, награди и се сатисфакција за сработеното
Имам 3 први награди на Валандо, 2003, 2005 и 2008. 2 солистички, една со дует со Мерима Njegomir. Песни кои останали и ќе останат, тоа е уште еднаш љубовта да ви тропне наврата на Миле Барбаровски и Огнен Неделковски, ние двајца с дует со Мерима Njegomir, текст на Огнен Неделковски, Миле Барбаровски музика и престижната за мене многу сакана и иако не е можеби толку пеена, Не се трпат немири на Миодраг Мичо Божиновски, музика и аранжман, текст е на Огнен Неделковски и една победа на Валандо од публика со песната Крстозбор. Тоа е гран при, да не кажем, на телевоутинг. Тоа се скоро 4 први награди, 3, 2 за текст, за аранжман. И имало награди. Имало и на Тумба Фест, Стар Бечар, Сак да е жив Батко Ѓорѓија, Многу тешко да си зет или Зет дома зет. И многу песми и многу награди. Така. Има ли песни кои што во минатото биле напишани за вас, а не сте ги отпеали? Има. Има и тоа баш, не знам колку сега, тоа беше извадено од контекст, мислам дека Сонја Неделковска вика имам тага голема. не знам во кој контекст тоа е. Ја тогаш бев многу среќен и се уште сум среќен за овој концерт и генерално сум среќен што сум во музиката и со музиката. Но има една песна која можеби во тој период заради некои мои лични причини не сум можел да емотивна е, таа не сум ја отпел, се уште си стои во една работилница музичка кај Љупчо Трајковски ФИС, па со Господ напред зошто да не се навратам на тоа некое време како песна и да ја отпеам и таа песна. Значи имам неотпеана песна. И сега имам една нова добина пред неколку дена која мислам дека е хитовска и сега сум во дилема дали да оди тоа со трубачи, има нешто хармоника или со тамбураши, тоа е веќе право на избор, а сепак се прашувам во овие години и што сакам и колку се пишуваат песни, да не кажам специјално, но песни што ме личат, не можете се да отпеете, да ви кажам. Така. Вие имате и авторски песни. Кои песни повеќе ви легаат? Песните кои што ќе ги напишат за вас или вашите песни? Па не вака, јас не сум се водил на музика, опробал некаде можеби интервенции во текст да, но во музика не, бидејќи сум со едно мислење дека секој треба да си работи својата работа. Тој што знае да пишува музика, ќе пишува музика, тој што знае текст или автор на стихови ќе пишува, а јас сум човек кој пее, која сака песната и како вокален солист, интерпретатор, највеќе љубам да пеам и нормално и да сугерирам негде кај што мислам дека треба да се промени текстот, стих, во интерпретација да се додаде одземе, тоа е веќе право на човекот, што бидејќи моето пеење треба да го пренесам и текстот на публиката која ќе ми верува или не ми верува и онолку колку што ќе ви верува, толку ќе сте успешни. По концертот во Куманово, кој е вашиот следен предизвик? Ќе има ли концерти во другите градови? Па да, веќе има едно размислување. Јас сега не е ова локал патриотизам, но сигурно дека ќе сакам да кажем да се заблагодарам пред се на мојот град. Ја работев во општината 12,5 години. Пред се, значи, на поддршката од градот, која е огромна, на градоначалникот Максим Димитриевски, на советот на градот кој ме поддржале и во времето кога работев и сега, за да го направам ова, бидејќи ова беше празник за мене, ама празник и за градот. Јас несебично се дадов не за некакво раздолжување, ќе има уште концерти, ми е криво што можеби не сум можел сите да ги анимирам и да има за сите и влезници, па сумна идеја да го повторам, бидејќи тоа чествување трае една година, не мора да заврши со ова година, на пролет или кои ќе се створат услови, сакам тоа да направам у Скопје нормално, во другите градови кај што ќе има интерес. Мислам дека ова е добра една, да не кажам, формула. Идејата музичка условно се продава како пакет, ова може да успее секаде, искрен да бидам, бидејќи има многу музика, многу подат. Тука беше 99% све беше во живо, значи плейбек, ја не признавам, мислам, ако мора тоа е друго, но ако нема технички услови, музика исклучиво во живо. Пред малку го спомнавме меѓународниот тамбурашки фестивал.
Нормално вие сте организатор, но да ни кажете какви беа почетоците. Ја имавте ли во старт потребната поддршка за организација на овој фестивал, кој што следната година ќе одбележи 20 години постоење? Многу звучни имиња и групи од светот на тамбурата помина овие 19 години на сцената на бината во Куманово. Се гордеете ли со овој проект? Па сигурно, но се гордеам. Тоа не е само мое дело. Јас бев иницијатор на Конгресот на Европската тамбурашка асоциација во Бања Врутица во Теслиќ, далечната 2003-2004, 2 години за ред. Бев многу упорен да се кооптираме и да се најдеме на местото на листата. Тоа е како светско првенство, знаете, мора да најдете место, да најдете оправдување, бидејќи малку беа скептични во Македонија, тамбура некако не им одеше баш не во прилог. Јас докажав и покажав со книги, со фотографии дека тука се свирала тамбура и еве 2005 година почнавме, 19 беше оваа година до година 20. Тоа е едно прекрасно чувство да имате во континуитет 20 години во нашиот убав град Куманово, кој заслужува и повеќе манифестации. Чинам дека оди по тој пат и за секој има место по сонце, под сонцето во овој музички дел. Зошто велам? Еве, тамбура, почетокот, ние, јас и кумановските тамбураши, кои со тамбурата поминавме цел свет, значи и во диаспората, и во Европа, 4-5 години во Париз, Брисел, Канада, тоа се престижни гостувања и една анимација и презентација на убавата кумановска, ако сакате, македонска песна, и со подршка на градот, градоначалниците кои беа во тие мандати, советот на градот, првите 2-3 години можеби не беше така, но од 2007-2008 го презеде градот со подршка и влегувавме во програмата на култура и на Министерството за култура во рамки на можностите. Тука не сум задоволен, јас сум човек, тоа што го мислам го кажувам без никакви запирки. Многу поголема подршка и финансиска и сенс, чувство треба да има од Министерство за култура и да го подржи тој фестивал, кој не треба да иде во еден ден, него во 3 да се работи, да има една фешта, да има една скадарија, да има на площад, да се случува ова што ги вржуваме и Тумба фест. И не сме конкуренција ние. Може во недела дена да има 2-3 дена, 2 дена тамбурашки, Тумба фест, Рома Труба фест и видите една недела имате музичко доживување. Јас сум среќен човек, пак ќе кажам, што во тој музички дел многу сум дал и градот ми дал не финансиски, говорам како понуда, со Октетот Куманово, со кумановски тамбураши, со меѓународниот тамбурашки фестивал. 3 песни снимани за град Куманово, Куманово во срцето со Октетот. Нова песна за Куманово со нашите и мои драги сограѓани од помладата генерација, и ја и Маргица, од Чапај, преку Боби Серафимовски, преку Мартија Станојковиќ, преку Мартинијан, преку Марио Рангеловски. Тоа младите се надежта и иднината на Куманово. Има Куманово да се гордее и со млади потенцијали музички, квалитетни. Еве сега Мартинијан настапи за Ден на град. Јас се гордеам што имаме ние подмладок, што навистина можеме да се пофалиме со музички живот и дај Боже да тоа има еден раст, бидејќи културата е надградба. Не можете на база на она, ако стопанството и животот ни е убав, културата и музиката ќе ми иде уште поубаво. И затоа еден апел до сите кои ја третираат и финансираат културата, никогаш не се доста пари во културата и не се многу. Секогаш се закинува на култура, треба да се дадат повеќе пари. За театар, за музичката дејност, за ликовната дејност, за литература, книжевност и се она што е културно доживување и културна ренесанс. Нема пензија за музика се ваши зборови. Дали тоа значи дека и во наредниот период ќе продолжиме да уживаме во звукот на тамбурата, се подготвуваат ли нови песни, можеби албум или нешто сосема поинако? Па да, јас сум на размислување дека и првите докажат 2 песни со Младен што ги направивме. Првиот проект, условно кажам, проект прават архитекти, нашиот музички план или идеја музичка која ќе ја преточиме во носач на звук, CD или нотен запис, ќе биде 10 песни
од кумановското фолклорно поднебе, Гино, Прошета се Јовка и така, избор на песни, кумановски, македонски, староградски, за да поте идеме на гостуваме надвор. Има музиката нема граница. Српска, руска, хрватска, албанска, ако сакате, мислам, немаме предрасуди. Добра и лоша музика има, така да тоа ни идејата да направиме 10 песни за почеток со Младен, гитара и вокал е насловот, односно идејата, значи Нино Величковски и вокал и Младен Протиќ гитара. Тоа е, еве сега имам од Сашо Ливрински добиена на пресна хитовска песна, која ќе договориме како ќе ја направиме. Не е битен фестивал, битно е песната да ја има, како се вика, да испромовираме, да ја направиме песната за нашите слушатели, гледачи, за сите што ја љубат убавата песна. И сосема на крајот, според вас, кои се оние песни кои што ќе останат да се слушат и да се пеат како македонски евергрини? Песните се мои љубови, Господ решил да ги испеам, кога нарцисот ќе свене, кога ќе ме нема мене, песните да живеат, песните се мои другари, Господ решил да ги испеам, кога нарцисот ќе свене, кога ќе ме нема мене, песните да живеат. Имам ја мои фаворити во песните што ќе останат, но си оставам секој да си земе од таа понуда тоа што му е најдобро од она што сум го сработал. Ама уште ќе пеам, нели? Ви благодарам, ова беше одличен крај на емисијата. Ќе разговараме и друг пат, така да ви благодарам на одвоеното време уште еднаш. Да, ви благодарам на поканата да се видиме пак на следен концерт. Да не чекаме 5 години. Секако и поканата за гостување во Телевизија Плюс е секогаш отворена така. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во вечерашниот разговор со господинот Нино Величковски. Пријатна вечер.